Јавноста трага по вистинитоста на случајот. И покрај молкот од власта за сите прашања кои досега ги поставивме, СДСМ и ДУИ се уште се обидуваат вината да си ја префрлат од еден на друг, во зависност од тоа кој која институција ја раководи. Кадарот на ДУИ, Руфат Хусеини, како директор на Инспекторатот за транспорт, објави дека регистарските таблички на автобусот на БС Транс не постојат. Практично, автобусот не е регистриран и така поминал на граничниот премин ДВ Баир. Додека Хусеини се чуди и се обидува одговорноста да ја насочи кон МВР и царина, оттаму мудро молчат со надеж дека ќе ги замолчат и граѓаните. Овој автобус минатата година ја поминал границата вкупно 135 пати. И дали тоа се случило на истиот начин, нерегистрирано возило успешно да ја минувало границата. Кој го овозможил тоа и за која цел? До кога личниот интерес ќе има примат за сметка на колективниот? Оваа власт, начело со премиерот во заминување, за сите трагедии кои се случија од несреќата во Ласкарци, пожарот во модуларната болница во Тетово, па се до оваа автобуска несреќа, функционира на истиот начин. Морална одговорност стана мисловна именка, а за политичка одговорност не ни размислуваат. Мудро си ја префрлуваат вината и купуваат време. Автобус кој не бил пријавен во Министерството за транспорт и врски, кој немал лиценца за вршење на меѓународен транспорт, кој не бил регистриран и бил управуван на непостоечки таблички, ја поминал границата. После сите утврдени факти, можеме да заклучиме дека целата вина лежи во институциите кои се под раководство на оваа власт, а тие се уште велат дека не се виновни. Неопходно е СДСМ и ДУИ да ги ослободат институциите, а со тоа да ја ослободат и државата од неспособност. Само така ќе се спречат идни трагедии. Ви благодарам. Дозволете ми да прочитам прашање кое што стигна до прес-центарот на ВМРО ДПМН, коментар за изборите во СДСМ и најавените кандидатури. СДСМ е партија која има многу проблеми. Повеќе од јасно е дека Заев има свој пиун, а тоа е Ковачевски, и тие не нудат нова иднина. Но проблемите на СДСМ, кои ги имаат во партијата, не треба да бидат проблеми на граѓаните и на државата. Ви благодарам.